Тоа беше се за денес, народе. Се гледаме за неколку дена. И најважно, не заборавајте да се зачлените во каналот. Бесплатно е, да ставите допаѓање на видеото и да го споделите видеото секаде каде што можете, затоа што овие видеа зборуваат наместо вас. А ако не ви се допаѓа ова што го работиме, многу ми е гајле. Гледајте го следното, може тоа ќе ви се допадне, па јас на крајот на криштата не сум Здравко Чолич, па сите да ме сакате. Се гледаме. Имаше во минатото тешки инциденти со НАТО или американски војници кои беа овде и кои не одговараа за насилствата кои ги предизвикаа поради пијанство и препич. Се сеќавате на 90-тите дека македонски заменик министер, мислам дека беше, загина во судар со НАТО возило или возило на квор кој возеше во обратен правец на патот Скопје-Велес. Загина човекот со целото семејство и никој не одговараше за тоа. Другите беа веднаш вратени дома по направените насилства кај нас. Дома не им се судеше. Тоа е така, особено Амери кога се во прашање. Не ги признаваат нашите судови, а веројатно и нашите животи и нашата безбедност. Едноставно, немаме право да се избориме за нашата правда и да им судиме овде. Но, еве и тамо некои британски хулигани се примадони за нашиот судски систем. Можат да речеме да ви силуваат керка и да не одговараат. Ке излезе вашата керка, сама си го барала. Така излегува, нели? Зошто е тоа така и како можат нашиве да прифатат еден таков феномен на казнена недопирливост и дискриминација, не можам да ви кажам. И никој нормален не може да ви го каже ова, зашто ова е ненормално самото по себе. А и сега, кога Шведска и Финска ќе влезат во НАТО, можам да ви кажам, сме наебале. Пијат ко смукови, а и Шведска е позната по најголем процент насилување во Европа. Замисли сега кога ќе дојдат шведски НАТО војници и кога ќе разберат дека никој суд ништо не им може овде кај нас. Замислете што ќе се случи. А имале една опасна женска единица, нели, од Шведска, не да Боже, тие да дојдат во Македонија. Ем ќе не силуваат нас мажите, ем не можеме да ги тужиме, бе. Замисли тие швеѓанки, тоа цела единица, батальон швеѓанки да те нападнат и да те силуваат. Па нема ништо позлежно од тоа. Батальон швеѓанки да се сега да ме силуваат, тука и да не можам да ги тужам дека ме силувале. Швеѓанки! Голи, сите батальон голи швеѓанки, згодни со плави очи да те силуваат. Страшно! Така ние кога немаме држава. Тури му го! Не на швеѓаните. Овој на швеѓанките, да, и на швеѓаните сега кога дојдаа на ред. Тури му го, бе, и на НАТО, и на а и на швеѓаните, шо? Од женскава единица. Абе, не ќе ме силува, бе. Не ќе! Ајде, гаси тоа! Гаси, ајде! Татко ми, нели, не можеше да ме гледа ни од напред, ни од позади, и шо направи? Реши да ме избрка од дома. Иако сега се сеќам, стојам пред врата со тоа куферите Луи Витон, татко ми мртов ладен си читаше вестник, а мајка ми плачеше како магарица. И нормално ми беше криво кога свати дека никогаш во животот нема да менува пелени на внуци, ама мајка ко мајка, нели, не може да не си го сака синот единец. Јас така ја гушнав и ги земам куферите и да излезам, нели, од дома, и само се завртев, го гледам татко ми чита и му викам: "Епа тато, чао." А татко ми онака ме гледа и ми вика: "Море, марш надвор, давај га седен." И тогаш многу се изнервирав и му фрлив страшна клетва. Му реков: "Тато, да даде Господ клучевите од кола да ти паднат на сред геј парада."
И излегов надвор. Ако сме веќе кај геј парадиве, ние геј благородништвото од Балканот сме умрени да правиме геј паради. Ама работава е што уште не созреали условите за тоа. Еве, например, овие нашиве геј браќа од Београд. Они, например, 10 години поред прават геј паради и 10 години поред јадат ќутек по тоа геј парадите. Толку ги тепаат што решија да сменат тактика. Сега станаа како овие од серијата Повратак од писаних. Сите отишле у илегала и све илегално се договараат преку телефон. Тоа вака изгледа. Хало, Тихи, што радиш, душо, како си? Ма ево, Прле, само што сам изашол са маникирам, а све су ми се ногте поломили од овог илегалnog заебавања. Него како си ти, Прле, како ти е булја, јел те још сврби? Ама не сврби више, после оно гузолома прошле суботе, сада е све окей, љубави. Него знаеш шта? Јуче сам био код Мрке и Паје да играмо возиче, али Мрке не е хтео да буде локомотива, па смо се посваđали, па онда смо мало нанисали заеднички у сону песму "Шта ти може си да сатка да радиш ручни рад". После су нам се јавили ови наши из геј штаба и рекли су нам да откажемо геј параду затоа што ќе оне мачо селјачини из гестапа опет да нас бију. Знаеш, оне njihov командант Кургер на дупе нам се попео. Него знаеш шта? А баш сам хтео да идем на ову геј параду затоа што сам хтео да отпевам ону песму наше познате Лепе Лукич кој сам прерадио геј варијанти. Очеш да ја чуеш? Стварно? Јао, баш си срцуленце. Слушај. Moj Milane, jabuko sagrane, ženjen si, a jebeš muškarce sa strane. Nije bitno što si sve to krio, nego što si brata acu naguzio. Таква е ситуацијата у Србија. Абе, у Србија нема живот за педери. Како викаат у Србија? Не иде Србин радо у педере. Абе, побрзо ќе ти доја кога викнеш на пукање, на тепање, на јадење прасиња, отколку што ќе ти прифати некој вака тип као мене што редовно менја гаќи и што многу сака да игра курташак со други мужи. Мислам, ова курташак е типичен геј израз. Тоа значи кога со некој друг маж си играш, ти него за кур, он тебе за ташак. Турцизам. Али кога сме кај геј парадите, и кај нас е ситуацијата многу опасна. Многу. Овиот владава како да се зарекле нас педерите да не скараат со овие обичниве смртници. Знаете што направиле пред извесен период? Ги викнале пензионерите на таен заговорнички состанок во владата и вака им рекле: или тепајте педери, или нема у бања. За секој истепан педер 10 бесплатни вожњи на жичарата на Водно. И знаете што ми се случи? Стојам ја така у зграда пред лифтот доле и овој комшијата дедо Ставре чадор во газов ми навре. Мислам, ја уопште немаше да го осетам чадорот да не се отвореше. Гзов како булка ми стана. Джабе после дедо Ставре се вадеше на суд дека морал да ми навре чадор кој што е од ефтино кинеско производство, кој што се отвора од безвезе затоа што му е мала пензијата па не може да купи некој поскап. Али има Господ. Има Господ. Не помина ни месец дена, а дедо Ставре умре. Овие од владава да го почеста дедо Ставре што во газов чадор ми навре, го однеле бесплатно у бања и после тоа нака вруќ го ставиле на жичарата на Водно и одма се оладил. Бидејќи, нели, ме избрка од дома, затоа што никој не сака топол брат во топло семејно гнездо. И што се случи? Викам, што да правам сега со себе? И решив малку да шетам по светот. И бев у Бугарија. Мислам, таа е сега Бугарија свет, мислам, Европа е за нас. Бугарите, например, се многу толерантни кон педерите. Знаете таму како викаат: искам с мъжи да се тискам. Знаете како бугарин одговара кога некој ќе го праша: момче, да не си педераст? Вика: еми не сам, обаче ебал сам един, којто ебал педераста, обаче това няма значение.
Како бе няма значение, викам, значи овој што е прв, он е локомотив, он не е педер, тука е машиновозач, а овој што е на средина, он е кондуктер и он дава и прима у исто време, а овој што е позади у последното вагонче, он е тука само да не се растури композицијава. Како бе няма значение, никој од нив значи не е педер. Сите се вработени у железница. Али добро, викам, окей. Важно, викам, во Бугарија, за бугарите е многу нормално кога ќе видат двајца мужи како се држат за рака и како расхождат по златните пјасци на Черното море. А знаете како дошло до тоа? Пред 10-15 години некој гей дошол на плоштадот у Софија и почнал да пее на цел глас. Аз съм обратен, аз съм педераст, мачорчета си хапвам всеки час. Искам да рипкам по цел ден на прас, ме боле газ, му ставам раз, аз исте искам аз.